5 милиони бегалци кои во моментот се наоѓаат на територијата на Турција е потенцијален проблем за сите, изјави нодамна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој потсети дека миграцијските текови од 2015 година до денес предизвикаа многу последици. Само низ територијата на Северна Македонија од 2015 до јануари 2016 година поминаа околу 1 милион и 100.000 лица. Оваа бројка од над 5 милиони кои што се наоѓаат на територијата на Турција предизвикува проблеми за самата држава, меѓутоа тоа е потенцијален проблем и за Европската унија и за целиот наш регион. Затоа е од исклучително важност како ќе функционира договорот Европска унија и Турција. Јас се надевам дека како и досега успешно ќе се менаџираат тие односи, се со цел да не се предизвикаат поголеми предизвици пред сите нас да стојат во делот на справувањето со миграцијата. Јасмин Реджепи од невладината Легис вели дека засега состојбата е стабилна и оти не постои опасност од прелевање на поголема бројка на бегалци од Турција во земјава, но предпазливоста мора да е на највисоко ниво, вели тој. Но сепак не треба да се исклучи можноста од било какви сценари, затоа сме ние секогаш подготвени оние кои што работиме на терен, бидејќи сепак сме свесни дека поради моменталната турско-грчка политичка нетрпеливост, бегалците може да бидат злоупотребени, како што ни се случи и пред некоја година кога имавме немири на турско-грчката граница. Професорот Никола Дујовски вели дека се додека се почитува договорот од 17 точки помеѓу Европската комисија и Турција, нема да има проблем. Тековите се следат, се разбира од таму има движење, меѓутоа тоа засега е во едни подносливи рамки, значи зборуваме за неколку случаи во текот на денот. Тоа впрочем може да се забележи и во полициските билтени. Тоа се луѓе кои што генерално доаѓаат од таму, меѓутоа дали тие сега во момент представуваат реална опасност за нас? Не. Затоа што Европската комисија на некој начин постигна договор кој што и ден денеска го плаќа и се додека Турција одговара на начин на кој што досега го прави, не би требало никој да биде загрижен, едноставно тие луѓе таму веќе се навикнаа, живеат во цели кампови. Турција засега е втората држава во светот по бројот на бегалци кои се сместени на нејзина територија, предупредува професорот. Според него земјава не може да влијае врз тоа дали ќе има или не нови бегалски бранови, но тие обврска на државата е да ги подготви институциите да може да бидат повеќе одговорни и посветени тогаш кога ќе се јави потреба да одговорат и да ги заштитат граѓаните и безбедноста. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.